УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Значи, команданти кои што војувале во 2001 година, денеска ја водат Република. Фатиле овие од беса у Тетово за крстот, а не се водици, нели? Ниту пак Муковски дошол да отвара врата и да бара тендери у општината. Како? Сега ќе ви објаснам. Бесат е квази политичка партија, која на парламентарните избори иде у коалиција со СДС, а на локални со ВМРО. Што да ви кажам за принципи, све знаете. Го зели името Беса за да мамат народ, демек дека се многу од збор. А се досега што кажаа се глупости на квадрат. Додека од Тетово заминуваат по 5 аутобуси млади дневно во Европа, на Беса главен фраер има оној Курти што и влезе и излезе на владана, ама таа не го осети, нели? А сиромавиот од политика има само папучи. Исто од Беса се против и македонската химна, тоа е, дали? Шака Јада со 2% рейтинг не признаа химна на суверена држава, што би рекле северџаниве членка на НАТО. Ама затоа признаа македонски плати, македонски дневници, македонски патни трошоци, репрезентација, службени коли и така му натака и така му навака. Тие од Беса оформиле општинска комисија да констатира дека крсто е незаконски и тргнала комисија, ама нели мора да го помине Тетово пред да го фати патот за Попова шапка. Прво помислиле да одат со жичара, ама кабли летале на сите страни. Не била сигурна и не работела 20 години. Ама општинската комисија тоа не го забележала, мала е жичарата. Потоа исто така не ги забележала и лутниците куќи низ градот, дивите паркинзи, дивите пазари, а овие питомиве се исто катастрофа. Не забележала дека секој прекопува кај стигне, нели? Абе кратко вида комисија, нели? Сите со диоптер 10 кај џомити орлиња, ама орелот гледа од 2000 метри може да те види. Овие не гледаат ништо. Не ги виделе ниту илјадниците дивоградби, доградби, надградби, сеградби, молградби, без документи и технички прием, не ги виделе. Што знае комисија на Беса што е дивоградба, бе не се само крс ја интересира. Потоа комисијава фатила патот у Горекон шапка, патот убав, најубав, дупка до дупка, ко општински буџет после нивните тендери. И тоа не го видела комисијата. Не, тук и тамо некој споменик по некој минаре, дошле децата си го иззидале, сега не е на комисијата тука да прави проблеми. Се качиле на Попова шапка, а тамо убајни, бе се организирано под конец, ред, мир, дисциплина, мислиш Австрија се фатил. Не можам да ви раскажам тоа. Отидете да го доживеете тоа чувство, насекаде прекрасно, паркинг колку сакаш, урбанизирано, викендичка до викендичка, во заштитени зони, ама заштитена зона од законот. Од законот е заштитена. Дивоградба до дивоградба, ама комисијата нема време за глупости. Не, сакале луѓето малку да се одморат и да вложат. Направиле кутички од по 1000 квадрати, дел за издавање, нели? Шо ќе им се документи, бе, планина е ова, планината му припаѓа на тој што има сила, бе. Така е, имаш сила, градиш вила, на диво. Продужила комисијата и опшо да видат голем криминална шапка. Во дворот на црквата, на црквеното земјиште виделе крст. Паша Зотичија, дивоградба, не сме тука крст да има. А шо да има бе на црквено земјиште, синагога или будистички храм, или може би минаре и онака погледот е убав. Не, крст никако, тоа не е законски да ги повредува чувствата, мислам. Ало, комисија место се вика Попова шапка, на попот шапката. Има црквено земјиште, логично е да има крст. Као што е логично во порој да има порој. И така комисијава на Беса по химната и другите глупости со кои го замајуваат народот се фати за крстот. Ама таман пред да ја затворам епизодава, ми се јави еден пријател албанец од Тетово, стар домаќин, кај што зборот Беса има изворно и човечко значење, вика Тасевски. Шо правиш? Викам, еве, се фатив и ја за крстов на Беса. Ми вика, ој бе, будала човек, абе, крстот ако треба ќе го ставиме кај мене у дворна шапка, па да ги видам да дојдат после да го рушат. Ова е наша држава, бе, на сите во Македонија, на сите треба ние да го сакаме и да го почитуваме. А ако бе нема вас, ќе не нема и нас. Така размислуе, ој, Башкимче, пријателов мој. Не им се свијала химната, бе, шо не идат у Швицарска да им го менјат тоа химната или да им го вадат крстот од знамето? А?
да го избрише тоа што умеат црвениот крст на тоа знамето, да го тргне, само така да си биде бело. Ави какво е црвено поиме. Будала народ бе, еве ја. Го пеам химната и само го менувам еден збор. Кога вие пеете македонците се борат, ја пеам Македонија се бори за своите правдини. Така беше од 2001 се боревме за правдини, ама у Македонија, не у Албанија или у Косово. Тие нека си гледаат за себе, малце тука плаќам данок и друго, па сега и на Косово и Албанија, или да им го плаќам данокот. Ајде бе, бегај тамо бе, немај да ме нервираш тука. Деса ти се листопадни дрва бе, ладно име на шапка, ќе попаѓаат, нека си стои крстот тамо. Ја ти давам беса, ама права беса. Не се секирам, ама сум загрижен. Едва чекам да се појави еден нормален политичар кој ќе работи за сите, а не за криминалците и националистите. И тогаш само ќе одиме напред заради нас, а не заради некоја Европа. А ова што го симна знамето пред неколку дена е намештаljка поголема од Андора Македонија у времето. Се виде од авион, иако врнеше снег имаше меќава. И да ти кажам нешто што албанците го знаат наизуст веќе, на памет. Не верувајте на финтите на Али бе. Абе, не сме више мали. Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинает на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинает на сите што не ми даваа, а поштено им барав. Заинает на несудените спонзори. Заинает на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни. Заинает на глумците кои чутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот. Заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели. Заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум пиреј, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии, зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу и за жал не е веќе само шоу, туку е нешто многу посериозно. Почнуваме.